Тука во Македонија, но и во странство е многу тешко конвенционалната козметика да биде рециклирана после, бидејќи обично се многу мали во големина и местата каде што се прави рециклација не може да ги опфатат. Исто има закони во светот каде што во некои земји мора по право да се рециклира, но обично најголемите проблеми се поврзани со загаденоста за пластика и така натаму, и затоа со едукација на граѓаните за како треба да се разделат козметиките, например капачињата од многу производи или пумпите од многу производи треба да се разделат од шишето и така натаму, бидејќи не може заедно да се процесира тоа. Ако се шминки за нега за лице и за тело, што се во големи амбалажи, обично може да содржат од 30 до 90% по рециклажа материјал состав во нив. Исто може да бидат направени во интересни формати, например скроз без амбалажа, како марките што ги има како Lush, например. Има некои иновации со марки кои се направени од хартија, како на L'Oreal продуктите за сонце. Постојат дури софтверски системи кои мерат од 1 до 10 или од 1 до 20, зависи на фирмата, колку е одржлив продуктот и со формулата и со пакувањето амбалажа. Големите компании, иако се конкуренти, имаат направено неколку групи коалиции што заедно се собираат и дискутираат како да се иновира за производите. Има, например, некои што скроз не користат амбалажа, што традиционалниот формат на шампони или други производи, скроз се направени како во тврди сапуни, за да воопшто немаат пластика. Или има некои што се направени што кога доаѓаат во допир со вода, се раствараат. И има голем капитал на овој сектор дадено, за да може да се прават нови иновации. Треба да се гледаат кога се бира, да се чита на амбалажата дали има перцентуал на рециклирање по употреба и што повисоко од 30%, тоа е супер. И обично поголемите марки, поголемите брендови имаат своји програми многу софистицирани и би препорачала од тие да се купи. Исто така е многу важна големината на пакувањето. Обично што поголемо е пакувањето, толку е по-добро и полесно да се рециклира после. И на крај, кога се фрлаат отпади, треба што повеќе да се исчисти амбалажата пред шишето или кремата да се стави во отпадот.